Власта се задолжи со 250 милиони евра, но прашањето е зошто преку германскиот пазар, а не преку ефтин кредит од ММФ со камата од 1%. Дилемите во јавноста се големи, но од Министерството за финансии вела дека сега тоа било најповолната опција, иако таа дополнително ќе го зголеми и онака големиот јавен долг. Најновата така наречена регистрирана обврзница е дури 6 пати поскапа од кредитот, што наводно власта го договори со Меѓународниот монетарен фонд. Сега каматата ќе изнесува 3,75% со 18 месеци грејс период плюс 6 месечен Еурибор, каматна стапка која сега е 1,8%, но со тенденција да расте во наредниот период. Парите, како што вела, ќе се трошат за отплата на стари кредити, но и за полнење на буџетските дупки и ублажување на енергетската криза, односно скапата индустријска струја. Од ресорното министерство се правда дека овој инструмент на задолжување бил најповолен, а со ММФ вела дека се уште се преговарало. Со Меѓународниот монетарен фонд се уште се водат разговори на високо ниво за обезбедување на средства за линијата за предпазливост и ликвидност. Во ниту еден момент од Министерството за финансии не било најавено дека станува збор за повлекување 900 милиони евра од линијата за предпазливост и ликвидност од Меѓународниот монетарен фонд. Ова беше една од опциите за да се обезбедат средства за буџетскиот дефицит и не беше наведено дека овој инструмент ќе биде единствен од каде ќе се покријат потребите за буџетскиот дефицит и обврските на дворешниот и домашниот долг. Економистите не се изненадени што власта повторно тропа на вратата на монетарците за да бара изворна финансиска поддршка, но сепак реагираа што владата го презентира овој чекор како обезбедување пари за потребите на граѓаните и стопанството. Поранешниот помошник министер за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска вели дека задолжување од 250 милиони евра со високи камати е без план за државата, а власта размислувала само како да издржи до избори. Како констатираа дека баш 250 милиони евра ќе бидат доволни кога немаат никаков конкретен план за мерки. Мерките за стопанството и граѓаните никаде ги нема. Зошто земаа кредит на толку кус рок? Дали случајно договорија грејс период од 18 месеци или владата си прави математики да издржи до редовни избори, а потоа друг да мисли како ќе се враќаат парите? Проблемот со фалење на пари за годинава власта го решава со помали кредити од други финансиски институции. Најпрво 100 милиони евра од Европската инвестицијска банка, а дома се задолживме со околу 50 милиони евра кај Шпаркасе банка. Инаку досега земјава има издадено 8 евро обврзници. На најголем износ е последниве две, ланската, но и годината претходно со износ од 700 милиони евра. Инаку пари за ликвидност и тоа како му се потребни на стопанството кое е соочено со бројни предизвици. Во меѓувреме индустријата алармираше дека без државна помош тешко дека ќе го издржи овој удар, кој за жал веќе наголемо се чувствува кај сите.